драги гледачи. Наша денешна тема која издвојуваме е патувањето. Бидејќи патувањето е нешто најубаво во животот. Секое патување носи и свој спомен. Денес ја имаме можноста да позборуваме со гостин во нашето студио е Драган Кузмановски од туристичката агенција Атлантик. Велам добро утро. Како сте? Добро утро, ви благодарам за поканата. Инаку добар сум, еве вака во овие утрински часови на утринско кафе кај вас во емисијата. Се надевам дека ќе доловиме на гледачите некои моменти за патувањето, некои работи кои што можеби не се ги чуле или би сакале да ги слушнат во врска со патувањето. Ќе откриеме малку повеќе. Да, ќе откриеме некои повеќе интересни работи и интересни дестинации. Како што и најавив, рековме дека патувањето, секое патување носи свој спомен. Но сепак и треба некоја инспирација во врска со да се занимавате со оваа работа. Од каде ја црпите инспирацијата, енергијата? Бидејќи сте поврзани со луѓе. Енергијата, инспирацијата за сета оваа работа, значи оваа работа ја почнав да работам некаде активно некаде во 2000-та година. Инаку туристичката агенција Атлантик е формирана многу поодамна, само со друго име, па потоа во 2000-та година е како Атлантик, заедно со мојата мајка ја почнавме оваа работа. Таа ме внесе во целата оваа работа, значи, и ми ја отслика некако оваа туристичка дејност, како да се размислува и како да се работи во правецот на туризмот. Инаку, ако не ја сакате оваа работа за да бидете туристички водич, практично јас сум туристички водич, не можете да ја работите. Зашто? Затоа што мора секогаш да бидете услужливи спрема патниците кои што патуваат со вас. Секогаш треба да им ги отсликате или да им ги прикажете местата кои што ќе посетиме или кои се дадени во програмата за посетување на еден многу интересен начин, така да може да и остане во сеќавање и во неколку години подоцна да се сеќаваат, да имаат спомени од тоа патување каде што сме биле. Доколку сето тоа не се изведе на некој така интересен и занимлив начин за самите туристи, посетители во туристичка дестинација кај што ќе отидат, во таков случај значи нема да се добие тој ефект. Да. Тоа е значи едното. Луѓето се ми едни главниот мотив и туристите и приоритет како од нив ја црпам желбата која што сакат да патуваат и јас со мојата енергија заедно правиме една синергија и така значи ги отсликуваме сите места кај што отидеме или заминеме на патување. Која е добрата и лошата страна на една туристичка агенција? Како во секоја работа, така и во туристичка агенција имаме и добри и лоши страни. Лошите страни можам да кажам треба секогаш да се избегнуваат, не да се избегнуваат, туку да се намалат, да не бидат на повеќе да бидат добрите страни како и во секоја работа, но доколку се трудиме и професионално ги извршуваме нашите обврски во однос на презентација на туристичките аранжмани, квалитетно извршување на авиопревоз, автобуски превоз, бродски превоз, хотелско сместување и така натаму, и прецизни давање информации на време, час, на место на поаѓање и така натаму, во такви случаеви значи би се избегнале значи овие лошите страни што ги викаме. Но многу вака луѓе кои што ги гледаат туристичките работници секогаш доваѓаат до едно мислење дека таа е една многу интересна работа и дека така го прошетуваш така речи целиот свет. Вистина е тоа така, но кога се најдете од онаа страна како туристички водич или како туристички работник, малку чувството е друго или отколку ако бидете патник во патувањето. Зошто? Затоа што сите обврски, сите работи кои што треба да ги заврши туристичката агенција се фактички на ваш терет или на теретот на туристичкиот водич. Точно. И чувството во секој случај не е ист на туристот и на туристичкиот водич, затоа што туристичкиот водич секогаш се труди да им угоди на патниците, на туристите и за сето тоа што го прави да бидат тие на некој начин задоволни, додека патниците уживаат едноставно во тоа патување. Тоа исто како кога гледате филм или кога снимате филм. Да. Глумците значи позади камерата се една ситуација, друга работа е више кога ќе излезете пред објективот. Драган, вие сте туристички водич, веќе спомнавме. Да, туристички водич, туристички придружник, иначе тие меѓу првите лиценци некаде 2003-2004 година кога излегува лиценците за туристички водич и придружник на факултетот за туризам во Охрид ги завршивме тие обуки и така да сега сум со таа лиценца, а инаку сум и раководител на туристичката агенција Атлантик во Штип и во Скопје.
А накратко да објаснаме на гледачите што се треба да направи еден туристички водич. Туристичкиот водич практично треба да изрежира едно патување. Значи, претходно треба да го замисли како ќе изгледа патувањето, да ги одреди деновите најпрво. Значи, кои денови? Дали патниците тогаш имаат слободни неработни денови? Обично туристички аранжмани се прават во неработните денови. Од која ќе се замисли сето тоа, се планира каде ќе се, која дестинација ќе се посети. Кога ќе размислиме и таа работа беше, која дестинација ќе се посети, ќе размислиме и кои места ќе се посетат во таа дестинација, во таа држава, во тој град и така натаму. Кои се атрактивни локалитети, кои се знаменитости на тоа место кај што ќе се отиде. Сите тие работи се прават во еден пакет аранжман. Тој пакет аранжман значи ќе ги опфати часот, времето на паѓање, ќе ги опфати деновите на патување, ќе ги опфати превозот со што ќе се патува, затоа што ако е подалечна дестинација ќе биде авионско патувањето, ако е поблиска дестинација ќе биде автобуски. Ако имаме некој остров за посета така екзотичен, значи мора да комбинираме авион со брод или обратно, можеме да комбинираме автобус со брод и така натаму. Каде ќе ги сместат гостите, потоа треба на нив да им се обезбеди доручек, ручек, вечера или само може да биде тоа доручек и вечера или може да биде само доручек и сето тоа така склопено да се за секој ден да се имаат агенда, гостите кои одат и сето тоа да се изреализира според програмата значи за патување. Кога ќе се веќе замине на патувањето, веќе приказната е друга, отколку претходно кога се спрема тој аранжман, приказната е друга во смисол на тоа што додека туристот патува, тој сака и нешто и да слушне. Се објаснуваат попатни знаменитости кои што можат да ги забележат, се објаснуваат места кои што ќе ги видат пред да стигнат. Со што се карактеризираат? Со што се карактеризираат, дали се под заштита на светското културно наследство под УНЕСКО или дали се некои природни реликти, дали станува збор за културни историски споменици, па историјата тука се надоврзува, па какво било во минатото, значи можеме да правиме муабет за места кои што се од времето да речеме пред Александар Македонски или од уште од времето на апостол Павле и па се наваму, значи пред христијанството, мислам за време на христијанството и до ден денешен, значи како била Втора светска војна, значи сите историски моменти се офатени, но секаде е различно. Пример зависи во која земја. За архитектурата се зборува за стиловите на уметноста, се зборува значи за многу интересни работи кои што можат да го привлечат и го привлекуваат практично го привлекуваат вниманието на туристите. За уметноста, значи стиловите на градба исто така се интересни, од кој век потекнуваат, како е градено, кој ги градел, па зошто се вложени толку средства да се направи тоа. Пример, не знам кој да го земе, дали Рим да го земе, дали да ја земе античката архитектура која се надоврзува потоа на римската архитектура како е граден целиот Рим, или Венеција да ја земе, или не знам готската градба и така натаму. Значи сите тие работи се склопуваат во едно и така му се прави на туристот една слика и ги оставаме секогаш и туристите да се, што викаме, да се фотографираат пред овие знаменитости. Бидејќи секое место има и свое значење и убавина. Да, секое место има свое значење и убавина и приказна. Точно. А кои се најпопуларните дестинации? Не може да кажеме дека имаме најпопуларни дестинации, да, секоја дестинација си има своја историја и своја вредност. Значи не можеме да кажеме дека ево таа дестинација е најпопуларна, значи тоа не. Можеме да кажеме дека таа дестинација ќе го опфатиме, да речеме, ќе ја видиме готската градба, пример. Да. Па ќе го видиме понатаму барок стилот на уметноста. Значи во некои градови, во некои европски метрополи. Па некаде ќе ја видиме, што претходно спомнав, античката архитектура, како граделе старите грци. Па потоа ќе ја видиме римската архитектура, дека тие се надополниле на античката архитектура, па тука ќе ја споиме историјата на сета таа работа, кој од кого што преземал. Па ќе можеме во некои дестинации, значи во некои места да збориме и за познати уметници, за Да Винчи, за многу други. За многу други, да. Потоа имаме посета, да речеме, на цркви, имаме посета на катедрали, има многу различни работи кои што ги нуди секоја држава според нивното културно-историско наследство. Според вас, искуството зад вас, која дестинација би им ја препорачале на гледачите?
по нешто Па не, што јас ќе би се карактеризира? препорачал да патуваат. Затоа што патувањето пред се ви ги отвара видиците. Значи човек кој ќе се врати од едно патување веднаш размислува другчие. Значи не размислува онака како што размислува дотогаш. Затоа што ќе ги види сите разлики на културниот, цивилизираниот или нецивилизираниот свет, па ќе си направи споредба со самиот себе и ќе види на кое ниво и каде се наоѓа во општеството во кое што живееме и како би можел да ги смени одредени навики или одредени начини на размислување во општеството во кое што живееме. Како атрактивна дестинација, повторно би рекол, секоја нова дестинација за секој патник е за него популарна дестинација. Значи, нема атрактивна дестинација, нема дестинација која што е само таа најдобра, сите други се послаби. Значи, секојаш во разговори помеѓу луѓе кои што патувале и тамо кај што бев е многу убаво. Да, секаде убаво. Ама убаво и тој другиот кај што бил на едно друго место. И тоа е убаво. Сепак патувањето, значи, представува убав момент. Каде што може да дознаат за културата, ритуали, Па да, културата, значи храната исто така, културата, како што рековме, целото културно наследство, уметноста, архитектурата, градбата, рестораните, исхраната, сето тоа значи ги прави. Новогодишните и божикните празници доаѓаат. Ајде да откриеме малку на гледачите. Дали имате некои идни планови, што како? Новогодишните и божикните празници се пред нас. Сега доаѓа празникот 8 декември. Исто и за 8 декември имаме по повод празникот Свети Климент Охридски имаме туристички аранжмани до тука соседни држави, поблиски и Париз туристичка дестинација со авиони ја организираме за 8 декември и се надевам дека овој чартер лет ќе се реализира. Сега за сега имаме одреден број на туристи кои што се запишани, имам доста интересни работи кои што треба да се посетат во Париз и овој градот на светлината и иднината, да. Понатаму, значи, за новата година, како секојаш, нашите луѓе, значи, имаат менталитетот е таков да патуваат за нова година и ги посетуваат европските дестинации како Прага, со Виена исто така, и Прага, и Виена, и Барселона имаме со авион за нова година аранжман кој што потоа имаме Белград за помлади. Белград е интересна дестинација за помладата популација и мислам дека тука ќе бидат една така ќе доживеат една интересна атмосфера во Белград. Па тука во Белград исто имаме и за посета на некои историски знаменитости како Калемегдан и така натаму, Скадарлија. Понатаму Софија исто интересна дестинација за помладата популација. Точно. И со забавите во дискотеките во Софија. И дочекот на новата година, значи и за многу ефтини цени се тие туристички аранжмани, и дочекот на новата година, значи може да си го изреализираат директно таму. Имаме и други, имаме и за романи аранжмани за нова година, имаме и во зимските центри како што се Банско, Копаоник, Златибор и туристичките дестинации во Македонија како што е Охрид. Претежно, значи за другите места како туристички агенции немаме понуди, ама за Охрид имаме. Дали за време на новогодишните и божикните празници ќе следува попуст? Попустите се секогаш присутни, тоа е една од мотивацијата на туристите да може да заминат некаде да патуваат, значи нашата туристичка агенција Атлантик тоа го секогаш овозможува и овозможуваме плаќање на рати без камата. Сето тоа значи го овозможуваме, така да мислам дека условите се поволни, останува само желбата на Точно и за подетални информации ќе се подетални, да, во секој случај ќе се јават. Во туристичката агенција. Да, во Атлантик се јавуваат и добиваат подетални информации околу патувањето, околу целиот аранжман и така натаму. Што би им препорачале на гледачите во врска со патувањето и еве сега новогодишните и божикните празници? Што да и препорачам? Да и препорачам да си носат топла облека, затоа што зимото си го прави своето. Би препорачал да, додека патуваат, да бидат потполно релаксирани. Да уживаат во патувањето. Да уживаат во патувањето, затоа што така ќе го доживеат најубавите моменти, може така да ги доживеат. И би препорачал да бидат
да се сакаат и да бидат среќни и весели. Точно така. Многу убаво кажа. Да. Драган, јас ти благодарам многу што беше дел од оваа емисија, рано наутро. Благодарам јас на поканата. Ви посакувам многу успех. Вашата телевизија. И на вас и на туристичката агенција. И за секои подетални информации ќе може да се обратат. Да. За секоја подетална информација слободно може да дојдат во просториите на Атлантик. Така да им стоиме на располагање. Ете така. Вам, драги гледачи, се надевам дека веќе ја избравте вашата следна дестинација. Како што кажавме со Драган, за подетални информации ќе се обратите на туристичката агенција Атлантик. Останете со Канал Плюс телевизија, бидејќи после рекламите се враќаме веднаш во студио.